Викендов беше објавен и протоколот според кој што ќе функционираат високообразовните установи при утврдување на знаењето на студентите или реализација на средби со истите. Протоколот вклучува јасни и прецизни насоки и мерки на функционирање. Секоја високообразовна установа треба да одреди лице или пак лица кои вршат дезинфекција на студентите и објектите кои можат да имаат контакт. Средство за дезинфекција на обувките и рацете задолжително мора да биде поставено пред влезот на високообразовната установа. Во однос на полагањето на испитите, без разлика дали е усмен или писмен, присутните задолжително носат заштитна маска на лицето и ракавици. Доколку испитот се полага усно, помеѓу секој термин, односно распоред за усно полагање на испит, потребно е да има пауза во траење од 20 минути. Но доколку испитот се полага писмено, факултетот постапува или ги реди клупите за полагање во просториите определени за таа намена, која треба да овозможи најмалку 2 метра оддалеченост меѓу присутните во просторијата. Во просторијата каде што се реализира полагањето, задолжително мора да има обезбедено средства за дезинфекција на рацете, со цел да се обезбеди почитување на мерките на повисоко ниво за лична и општа хигиена. Исто така од особена важност е дека за време на паузите се забранува групирање на студентите во факултетите и во просториите за полагање да се обезбеди корпа за отпадоци со капак.